Почитувани, вчерашните најави на владата за ново енормно задолжување на државата во странство од цели 250 милиони евра ги потврдуваат нашите сомневања дека премиерот Груевски не беше искрен во своите ветувања пред бизнисмените и пред македонската јавност. Се повеќе станува очигледно дека премиерот Груевски и министерот Ставревски се тоа го направија на еден помпезен начин пред македонската бизнис заедница и македонската јавност со една единствена цел – да најдат изговор како пред избори да ја задолжат државата за нови 200 до 250 милиони евра. И овој пат, како и пред вонредните парламентарни избори во 2011 година, кога од Меѓународниот монетарен фонд беа позајмени 220 милиони евра со единствено образложение за буџетски потреби, владата не објаснува за што овој кредит ќе се потроши. Колку пари од овој кредит се наменети за враќање на долговите кон стопанството? Колку пари се наменети за тековни буџетски потреби, а колку за капитални инвестиции? На крајот на краиштата ќе одговори ли некој на најголемата државна тајна? Колкав е долгот на владата кон стопанството, кој во моментов се употребува како причина за ново задолжување? Владата сака на нетранспарентен и нејасен начин да ги задолжи македонските граѓани оваа 2012 и наредната 2013 година за нови половина милиарда евра, без да даде објаснување како и за што ќе ги потроши овие пари. Сега ни соопштуваат дека само мал дел од најавениот кредит ќе биде искористен за исплата на владиниот долг кон стопанството. Повеќето пари владата веројатно ќе ги потроши за покривање на дупката во буџетот, која секојдневно се продлабочува, предизвикана од нејзините погрешни економски политики кои не носат економски развој. Само во месец септември, додека го подготвувале и планирале новото задолжување, во Скопје се поставиат десетици нови споменици, се изработуваат барокни фасади, а рекламите на владата во ниту еден момент не се запрени. Економскиот концепт на оваа влада почива на нерационално и недомаќинско трошење на многу повеќе пари, отколку што панството и граѓаните можат да им дадат во буџетот. Дополнително, трошењата не се за капитални инвестиции, туку за целосно непотребни проекти и непродуктивни трошоци. Сега кога признаа дека немало пари за овие мегаломански проекти и се граделе на вереси и на грбот на неликвидното стопанство, премиерот Груевски и министерот Ставревски прават уште една голема грешка. Подготвени се да го зголемат буџетскиот дефицит и задолжувањето само за да продолжат со оваа економски поразителна политика, обидувајќи се тоа да го представат како раздолжување кон стопанството. Овој пат владата ги искористи бизнисмените и нивната потреба да си ги добијат најазад своите пари за преку нив да оправда уште едно огромно задолжување на државата, кое со години ќе го враќаат истите тие бизнисмени, но и сите македонски граѓани. Сакаме да подсетиме дека ние веќе цела година постојано бараме владата да се раздолжи кон стопанството и да не се дозволи да се натрупаат огромни долгови кои предизвикуваат неликвидност. Но секогаш напоменуваме дека е тоа нејзина законска обврска за која треба да се најдат средства во буџетот, а не долгот кон компаниите да го искористи како изговор за да ги задолжува идните генерации. Вкупниот долг на централната влада на Република Македонија веќе ја надмина границата од 30% од бруто домашниот производ и заклучно со месец јули 2012 година изнесува скоро 2,4 милиарди евра. Владата со ништо не покажува дека ваквата галопирачка динамика на задолжување ќе сопре, туку најавува дека истата ќе интензивира. Со овие нови задолжувања владата ќе ја задолжи Македонија за преку 1 милиарда евра само за 3 години. Преку 1 милиарда евра веќе се потрошени надвор од можностите на буџетот, а при тоа изградени се само 7 километри автопат за 6 години. Нема ниту една инвестиција во енергетиката, нема нови хидро и термоцентрали, нема гасификација, нема воопшто инфраструктурни проекти. Па каде се потрошени 1 милиарда евра? Каде завршуваат овие пари кои ќе треба сите ние да ги враќаме?
На кој начин ќе се враќаат овие огромни средства кога истите не се искористени за создавање на нова дополнителна вредност? Почитувани граѓани, концептот на владење на оваа влада е сведен на две работи: безмилосно задолжување и безмилосно рекламирање. Набарго Македонија ќе се доведе во ситуација да нема од кого да позајмува, а да мора да ги враќа долговите направени заради сегашното луксузирање. Во тој момент и фактички ќе се соочиме со реалноста. Ќе имаме огромни долгови кои не создале вишок на вредност, кои не се употребени за нови инфраструктурни објекти, нови енергетски објекти и слично, туку се потрошени за луксузирање. Ке разберевме доколку задолжувањето досега се правеше за да се изгради инфраструктура, автопатишта или енергетски објекти. Но гледаме дека нема никаква промена во економските политики на владата. Овие пари, како и досега, ќе се завршат за рекламни кампањи, фасади, споменици и други непродуктивни трошоци.